Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони емисија која постои само за вас, а јас секогаш со задоволство готвам и едноставно уживам за и вие дома да уживате. На денешното меню имаме многу интересно главно јадење – свинско филе. Едно од најпочитуваните парчиња месо кај свињата. Денеска ќе го претвориме во една прекрасна, вкусна порција храна со ловечки сос, во кој имаме вино, мед, јаболко и секако ќе направам превкусни кнедли. Бидете со нас, затоа што веднаш почнуваме. Полна месара и многу избор. На денешното меню свинско бонфиле, парче месо од свињата кое се рачуна дека е најквалитетниот дел од месото на свињата, затоа што има многу мускулни влакна, многу малце маснотија, многу едноставно се обработува, а денеска што ќе направам? Бидете со нас, затоа што веднаш почнувам. Еден голем поздрав до моите пријатели од Гурман Мес Атанасовски во населба Аеродром кај Пазарчето, затоа што во секое време го имаат најсвежото месо во градот. Свински медаљони или свинско филе во ловечки сос. Многу интересен рецепт, а кога станува збор за свинско филе, верувајте дека со задоволство го готвам, затоа што тоа е најквалитетното месо од свињата, затоа што содржи многу мускулни влакна, а нема маснотија. Многу слично како бифтекот кај говедото. Што се ни е потребно? Прво, врз месото ќе додадеме малце сол и малце бибер. Така, тавчето го уклучив, добро да се загрее и секако месото, пред да го готвите, извадете го од фрижидер барем половина час, да отстои на собна температура, да се опушти, т.е. да омекне неговиот протеин, тоа е многу важна работа. Сега во загреаното тавче ќе додадам масло, убаво да се загрее и ќе ги испржам медаљоните или филето убаво од сите страни, меѓутоа ќе додадам и путер. Ете така, масло и путер. Нека се растопи убаво путерот, а јас ќе го ставам месото да се испржи убаво од сите страни, како што ви кажав. Многу е важно да го испржиме убаво и да не брзаме, да го оставиме прво да се испржи од едната страна, а потоа убаво и од другата. Откако ќе биде добро испржено, ќе го трнеме на страна, ќе го поклопиме со фолија и ќе го оставиме така на собна температура. А за тоа време ќе ги направиме и останатите работи за ова јадење. Ќе направиме кнедли од препечен леп кој е сомолен или од презла, во која ќе додадеме едно јајце и 100 мл млеко, 80 грама презла. Во тоа ќе додадеме и малце сол. Целата смеса убаво ќе ја измешаме и ќе ја оставиме на страна, убаво да прими и да се стегне. Така ќе ги направиме кнедлите. А во меѓувреме ставете во едно тенџерче вода полека на тивко да си клокоти. Убаво измешајте и оставете на страна. Ете така, убаво е соединето. И сега ќе оставиме убаво да се спои. Да видиме со мевцето до кај сме. Мевцето почна да фаќа убава боја. Сега, откако ќе го извадиме месото, кој што кажав, ќе го додадеме кромидот
убаво на среден оган да се испржи додека не добие убава карамелизирана боја од чекерите што ги содржи, нели. Мефцето е готово и сега ќе го извадиме, како што ви кажав, ќе го ставиме во сад и ќе го поклопиме со најлонска фолија. Че неколку минути од двете страни. И сега месото воопшто не е готово. Крајот, кога ќе биде готов сосот, ќе го додадеме во него и тогаш ќе го дообработиме. А за цело тоа време, оно термички нема да престане да се обработува, се додека неговото јадро или средината не се олади комплетно. Мефцето го покривме, сега ќе го додадеме кромитчето убаво на среден оган, полека да си се динста. А штом застакли, во него ќе ги додадеме малите кромитчиња и тие малку да се пропржат. Ете така. Кромидот убаво си карамелизираше, сега малите кромитчиња ќе ги додадам внатре и ќе додадам малку вински оцет. Шубаво замириса. Сега ќе зачинам со мед. Одлично. Ќе додадам малце дафинка, многу малце цимет и мајчина душичка. Сето тоа ќе го оставам малце на оган и веднаш ќе го додадам црвеното вино. Кромидот толку убаво карамелизираше, луѓе мои, што ова ќе биде навистина превкусен сос. Сега, се што треба да направиме е да го додадеме виното. Добро да промешаме и да оставиме сево ова на средна температура, полека да се крчка. Сосот убаво си крчка. Сега земам едно јаболко, ќе ја извадам. Еве ги вака, опа, супер. И ќе го исечам јаболкото на кругови. Така. Јаболкото ќе го додадам во ловечкиот сос. Ќе ги оставиме и тие тивко да си динстаат заедно со сосот, а за тоа време ќе ги направам кнедлите. Во тенџерче ставив вода со сол да зоврие. Кнедлите, како што гледате, смесата е комплетно стегната, баш онака како што ни треба. Рацете ќе ги навлажниме со вода, ќе земеме вака од смесата и ќе направиме
убаво топче. Повторно рацете во водата и повторно ќе направиме топче кое добро ќе го измазниме. Вака. Убаво ќе ги измазниме и ќе ги ставиме во водата полека да се сварат. Кога кнедлите ќе излезат на површината на водата, тогаш се готови. Сосот убаво си крчка, кнедлите се варат и време е да го додадеме свинското филе или медалјоните од свинско месо во сосот. И секако ова најубавото тука е вкусот, ќе го додадеме да биде сосот уште повкусен. Сега ќе ги оставиме малце да прокрчкаат заедно. И за многу кратко јадењето ќе биде готово. Одлично, готови сме на време. Кнедлите се исто така готови. Еве ги излегува на површината. Супер. Сега да сервираме. Прво ќе земам едно мало тањирче. Полека ќе ги извадам јаболките. Да ослободам простор да можам да земам од сосот и да ставам доле на чинијата. Што убаво. Отлично. Убавина. Ставете убаво од сосот, земете од младите кромичиња и распостелете ги насекаде. Ајде така. Месото ставете го на една страна, а кнедлите ставиме токму тука. Со оштар нож ќе исецкаме малку власец, кој всушност ќе даде дополнителен шмек кој е навистина неодолив. Отлично. Многу го сакам власецот. Ајде така. Луѓе, нека ни е на здравје. Драги мои, тоа беше се за денеска. Насмеан сум и среќен сум за тоа што денешното јадење испадна навистина многу вкусно. Се надевам дека и вие дома ќе го направите, а за да го направите, пред се ви е потребна желба, потоа многу внимание и на крај љубовта и хармонијата ќе биде во вашиот дом и секако во вас. Бидете добри и уживајте во секој момент од денот и од ноќта. И едноставно не заборавајте, нашата веб продавница 4сезони.мк ве очекува.
регистрирајте се и купете се што ви е потребно за дома. Имајте убав и пријатен ден, се гледаме утре.